Добар ден. Заврши ова фудбалска сезона и заврши уште една моја епизода и повторно успешно во рамките на овој фудбалски клуб. И како резиме сакам да подсетам на некои работи. Знаете, сега вака кој ќе види сега човека и ќе рече види лесно или не. Пред 11 месеци кога влеговме овдека, ништо не работеше. Пумпи, прскалки, вода, немаше трева на теренот, грејење, ладење, врати, прозорци, кујна, струја, ѓубретарина неплатена, струја неплатена, водовод неплатен. Ништо немаше. Лифт не работи, врата која се отвора не работи, лизгачка врата ништо. Сега се работи. Пред 11 месеци, а и што немаше тоа, ја немаше оваа база, не беше користена од клубот, него беа дисперзиран клубот по некои мали соблекувални лево-десно, несоодветни терени за тренинг. Сега се баш професионални услови. И не само што немаше тие технички услови, немаше ни фудбалски услови. Не постоеше тим, беше една второлигашка екипа со тренер со капацитет до таму, испаѓам, не испаѓам, влагам, не влагам, еве и ова година па испадна. Таков стручен штаб, нема доктор, нема ова, нема еден масер. Нема пари, блокирана сметка за многу пари. Нема ростер, второлигашки играчи. И никој не даваше никакви шанси за овој клуб. Хаос еден тотален. Никој не ќе да дојде, никој не ќе потпише, никој не ќе во умрен клуб да дојде, никој не ќе да верува дека ќе добие пари, бидејќи нема пари. Значи, хаос. Сега, со професионална работа, со професионален однос и со знаење на оваа работа, 11 месеци подоцна, не е ни година, све работи овде. Клубот е комплетиран и со стручниот штаб, и со играчкиот кадар, со ростерот. Од последни станавме пети на табелата и од изгубен случај излеговме во Европа и после 18 години го освоивме купот. Што би рекол еден мој познаник од Стајковци, магија. Значи, магија е вака одговорот како тоа се случи. Меѓутоа, ако имаш цел од една страна, а од друга страна ако имаш алатки, и од трето ако тие алатки претходно си ги договорил, значи услови, начини, од каде, што, како, во тој случај можеш да реализираш. Ако идеш на ќе биде, ќе добијам, ќе ми даде, го знам човеков, не го знам оној, тоаш нема ништо. Збориме за амбицијата на фудбалски клуб Вардар. Не збориме за БСК Брњарци. Ова е, не знам, сега ќе ги набројам, некој четврти, пети проект мој, кој го имам направено сам или под моје водство, а кои се работи кои се неповторливи. Не може никој да ги повтори. Или сите на куп да се соберат и да 5 души или 15 или 55 души се соберат на куп, не може да направат толку колку што ја сам направив. Прво ќе подсетам 86-та, тоа нешто не биле родени многу од сегашните фанови, навивачи, младинска школа и така натаму. Туку и нивните родители прашање колку биле родени или колку биле возрастни. 86-та година против навивачката група која тогаш се
веќе се оформуваше 85-86, кои почна да се нарекуваат комити, против навувачката група беа сите. Држава, извршен совет, Сојуз на комунисти, медиуми, полиција, сите, војска, тогашна ЈНА, сите беа против. Неќа имаа забрана, неќа да ги видеат, ги мрзеа, прво лично ги мрзеа, второ во своите редакции им забранија и не сакаа да бидат споменати, да биде спомената таа навијачка група од НИП Нова Македонија, значи Миодраг Мицковиќ, од Радио Скопје, значи од Телевизија Скопје, од Атанас Костовски, од Зоран Михајлов, од Златко Канлински, од Радио Скопје, од Даце Стиков, од Бране Мама, неќа да ги видат. Единствен кој правеше прилози за нив, за навијачката група, и во нивна корист беше Миленко. Кога полиција ги тепаше, ондека на влезот на Западна, од кај Вардар, од кај сегашниот нов пешачки мост, кога не им дозволуваше да влагат, единствен кој навивачка група, или ако сакате комити кој правеше, беше Миленко. Сите други неќа да ги видат. Осудувани во коментари, во колумни, во од Лав Наумовски во Скок, од Миодраг Мицковиќ во Нова Македонија, осудувани во дневнички коментар од Атанас Костовски, осудувани од сите овие кои сега се прават, тие што се живи, кои се прават големи нивни поддржувачи на навијачката група, во стартот не сакаат да ги видат. Дека биле хулигани, дека биле не знам што, дека нанесувале штета, а во исто време веќе беа формирани навијачките групи Bad Blue Boys, Торцида, Гробари, Цигани, односно Делија и така. Тоа е прво. И има на YouTube, може да си најдете, да ги најдете моите прилози. И не може да најдете ни еден прилог и ни еден текст кој е во нивна корист сем од мене. Толку за почетоците и толку е за тоа кој кого како сакал и поддржувал. Натаму, по формирањето на оваа држава, значи само Миленко тогаш, по формирањето на оваа држава не бевме членки ни на УЕФА, уште помалку на ФИФА. Првиот пријателски меѓународен официјален надпревар, пријавен во УЕФА, иако не бевме членки на УЕФА, го организирав јас сам. Вардар, Фоџа на градски 11.700 карти. Лазе Митровски судија. Мирко Спасовски капитен. Фоџа, шеста во Италија, играше во европски купови. Стропа, Коливанов, Зденек Земан на клупа. Првата официјална меѓународна утакмица. Значи, не е прва официјална меѓународна на македонски тим репрезентацијата што играше во Словенија, таа е прва на репрезентацијата на Македонија. Меѓутоа, прва од Македонија, прв клуб кој играл е Вардар со Фоџа во моја организација. Прв, исто така, тоа е, значи, натаму, прв меѓународна пријателски надпревар на македонски тим од осамостојувањето, како што е ова прв на домашен терен со Фоџа. Прво странство е исто така јас го организирав Перуџа Вардар. Перуџа беше тогаш вторлигаш. Значи, тие работи не можеш да ги повториш, ни она со комитите од 85-6, ни ова со Фоџа, никој не може да го повтори, оти нема втор прв. Ни ова со Перуџа не може да го, значи не можеш повторно, бидејќи сме осамосталени пред 30 години. Натаму во тие години, тамо некаде, на средина на 90-тите, прв, ја мислам единствен, иако после мислам дека и Нечко Мемети нешто одеше, меѓутоа, прв наш фудбалер кој играше во тимот на светот, тогаш беа нарекувани Божични звезди, беше човек кој јас го однесов, тоа беше Зоран Јовановски од Ратај, односно штоперот на Вардар, оној висок, стамен момак. На Божичните звезди играа две утакмици и на првата беше он стартер, што беше тешко да биде стартер во 11, затоа што, мислам, Жан-Мари дека Папен беше
селектор, или како беше, не е важно сега, и беше тешко да влезеш во 11 и се викнати 22, 3, 25 фудбалери и беше борба со еден од штоперите од Хрватска, да на крај Зоки Јовановски биде во првиот состав и сите од првиот состав добија по еден убав, вреден Ролекс како сеќавање на тоа време. И тоа никој не може да повтори, затоа што не можеш да си повтор пат прв. Еден е прв. После некоја година мислам дека во некоја светска селекција отиде и нечко, ама не сум сигурен. Во секој случај, првиот е Зоран Јовановски. Натаму, никој нити ја направил, нити ќе ја направи, нити ќе биде турнејата што му ја направив на Вардар во Јужна Америка. Во 3 земји во Јужна Америка, бевме 20 дена. Сите 3 земји се единствените 3 светски прваци од тој континент. Бразил, Аргентина и Уругвај. Во Аргентина игравме против Ньюел Олд Бойз, против Кордоба, прволигаши, вредни, големи тимови. Завршница на све, на шлаг, на јаготка, на шлагот на тортата, црешичка, нели горе, беше надпреварот во Монтевидео против Пењарол, тогаш успешниот светски тим, до тогаш, сега е веќе подруга приказка, ама до тогаш беше најтрофеен, имаше 5 светски шампионски титули. Пењарол, со спортски директор Мазуркиевич, еден голем голман, еден од 10 најголеми на сите времења. Така да тие проекти кои одат, сега нема да кажувам проект ФК Скопје, така натаму, меѓутоа збориме за Вардар, се неповторливи, никој не може да ги направи. Затоа што се направени на време, да бидеш на право време, во право време, на право место, со прав проект и тој проект да ти успее. Од овие колку ги наброев? 5, 6-тиот е овој. Ние на полусезона бевме предпоследни. На крајот сезона бевме 5-ти. Есеноска никој не гледаше ништо во купот, сите си го планираа купот, Силекс, работнички, сите. Шкупи, Гостивар. И на крај ние им го земавме купот. И да подсетам, купот и полуфиналето и финалето, двата надпревари ние ги добивме убедливо. Убедливо. Не беше тоа да се ломи резултатот, па пенали, па судел дуел, судијата пенал не било офсет. Не, чиста една, чиста друга. И со ова, и со Силекс. Значи, чисти надпревари. За да дојдеме до ова, да еве, оваа година, сега, на 17-ти ежебање, учествуваме во Лигата на конференција, значи во најдолната Европска лига, со најслаб скор сме од сите, значи бидејќи долго време Вардар не учествувал, немал резултати и така натаму. Двете најслабо пласирани екипи на тој скор сме ние и Работничка, мислам. За нас знам дека сме најслаби. И сега од тука почнуваме, од дното, со хендикеп почнуваме, што би се рекло во кладионичарскиот речник, бизнес и така натаму. Тимот го екипираме, се заблагодаривме на неколку играчи кои ќе се сувишни, кои ќе мораат да си ја докажуваат својата вредност и квалитет во други клубови, некај нас. Ќе донесеме неколку засилувања и ќе стартуваме таму, мислам дека е 10 јули првото коло, 10 со 17 со реванш. А на 17 јуни ќе е жрпката, па да видиме дали малку иде. Малку таму треба и среќа, нели? Да се погоди некој кој е доволно достаточно квалитетен за ние да го победиме и елиминираме. Финансиската ситуација е консолидирана апсолутно. Најголемите трошоци се платени, има останато уште што се плаќа, меѓутоа тоа е веќе е далеку од драмата што ја имавме и што некогаш можеби ќе кажувам некогаш во некој евоцирање драмата што имавме втората половина на декември, цел јануари, дел од февруар. Драма со многу пари, со многу трчање, со многу долгови, со многу блокади, со се. Крајно, сакам да се знае дека јас
сум човек што никогаш, значи сум работел сериозно опасна работа, како што е новинарството, со сериозни проекти, истражувања, напаѓања на видни личности, врвни личности од државата, председатели на држава, премиери кои погрешили и така натаму, подписници за различни договори од Преспи, од Меспи и така натаму. Сум организирал големи митинзи, како што е оној на Пела, каде што се собра 35.000 луѓе. Сега тоа плоштадче не постои, сега таму е Триумфалната капија, меѓутоа оние што биле знаат, помтат колку многу луѓе има. Ја и тогаш, као и сега, не сакав да земам да добијам никаков кредит или промоција на, да кажеме, кај народот, сега да држам говор, не, партиски да се активирам, не. Тогаш и кога ме прежуваа кога ќе се обратиш на народот, никогаш. Реков, ова е собир од народ за народ. Се собрал народот, си ја кажал својата волја, се обрати Тони, актерот, со едно читание поетско, после тоа имаше музика, народна, навивачка, патриотска и толку беше. И велам никогаш и со тие најголеми закани што сум ги имал од бугари, од грци, од албанци, од Скопско подиме, од Срби и така натаму, никогаш не сум подклекнал, ја не работам, не функционирам на закана, не ме погодува навреда, не функционирам, не трпам насилие и одбивам било каков контакт кој е базиран врз овие работи. Така да, што и да има како, ја би рекол, фиктивен проблем, тоа не ме погодува. Или, ако ме погодува, не ме погодува, него ме мотивира, затоа што ми е смешно да си против нешто што е успешно, ми е смешно и само ми дава поголем мотив за следнава година да имаме побележит резултат до сега. Сега летвичката сме ја дигнале високо, бидејќи е освоен купот, значи до година ќе сакаме и ние, а и ќе се очекува од нас, значи следното првенство 25-та, 26-та, ќе се очекува од нас повеќе, значи борба за шампионска титула. Тука ќе има неколку сериозни конкуренти, Шкендија, Струга и така натаму. Работнички, Силекс. Меѓутоа, со овој стручен штаб, многу сериозен стручен штаб, да кажам, германски стручен штаб, и со овој ростер што го имаме, уште нешто ќе додадеме, нема тука дискусија, мислам дека ќе сме многу сериозен претендент за титулата и за купот. Купот е работа на една утакмица, таа е секогаш он не до крај извесен, меѓутоа првенството е дугачка нива која треба да се ора секој ден и секој ден да се полива и така натаму и да се гаи. И се надевам кога ќе биде се воред. Ние одиме на подготовки. На половина од месецот ќе бидеме на 20 дена на подготовки, сериозни подготовки, во сериозен тренинг камп, со сериозни пријателски утакмици. Двете први се закажани со Будуćност од Подгорица и со Рапид од Букурешт, а планирано е да имаме пет такви тренинг пријателски надпревари на кои ќе формата уредиме и умеѓу време административно ќе се подготвиме за организација на меѓународниот надпревар. Надпреварите под УЕФА се важни, битни, добро се плаќаат, меѓутоа за недоследности во самата организација, во самиот начин на одвивање на надпреварот, во евентуално безбедносни проблеми се плаќаат и сериозно големи казни кои го оштетуваат клубот и кој јас не би сакал да биде така. Мислам дека било кој нормален граѓанин на оваа држава не би сакал да биде оштетен било кој клуб, без разлика дали е Шкендија или Работнички или ние, од Силекс,
за безврска да добија големи казни и наместо парите што ги заработил да ги потроши на играчкиот кадар, на играчкиот потенцијал, на резултатите да го троши за казни кон УЕФА. Толку имам на крајот од сезона 24-25, па ќе видиме како ќе тече 25-26. Имајте убаво лето, пројдете си со фамилија, со спокојствие, со мир, пред се со здравје. Оти здравјето е бесценато. За здравјето, за добро здравје пари не помагаат, треба Господ, само Господ помага. Оној кој е богобојажлив, јас сум многу богобојажлив, мислам дека може да се надева и на негова помош. Уште еднаш пријатно се слушаме кога ќе има потреба. Следете нашата веб страна и нашиот телевизиски канал за да може да знаете измените во ростерот и набавката на новите квалитетни или млади играчи што планираме да ги донесеме. Пријатно.